Од утре се очекува драстично поскапување на горивата. Ке поскапат и за 10 денари, бидејќи владата не ја продолжи мерката за намалено ДДВ од 18 на 10% и се враќа акцизата од 9 денари. Според ова, 98-октанскиот бензин би требало да биде 106 денари, Евро Супер 95-ката 104 денари, дизелот 95 денари и екстра лесното масло за горење 93,5 денари. Владата одржа седница, но на неа не станало збор за пролонгирање на антикризните мерки. Ова би значило поскапување на лебот, брашното и млекото за 5 до 6 денари, како и на маслото за јадење и до 10 денари. Ке следува и дополнително поскапување во наредните денови, но не само на овие, туку и на сите останати производи, бидејќи освен враќањето на ДДВ-то и маржите, на крајните цени ќе влијаат и поскапените енергенси и други суровини. Компаниите признаваат дека ќе мора да стават нови покачени цени за финалните производи. Од Агробизнес комората во неколку наврати порачуваат дека се потребни мерки како активирање на стоковите резерви и субвенции за електрична енергија. Тоа е конкретно активирање на стоковите резерви, кои што ги има државата, и по соодветно ниски цени, кои што ќе овозможат да цените на финалниот производ се стабилизираат и да бидат со пониски цени. Втората мерка е, неколку пати повторувам, субвенционирање на електричната енергија до цената на регулираната, до цената на потрошувачите кои што се на регулирани од пазар со електрична енергија. Воз основа на внатрешни калкулации, воз основа на суштински внатрешни пресметки, секоја компанија за себе ќе утврди до каде може да оди и соодветно на тоа ќе реагира. Според Државниот завод за статистика, течните горива веќе се поскапени за 53,5% споредено со април 2021, а храната за речиси 15%. Македонија се соочува со најголемата инфлација од почетокот на 90-тите години.